на интернет, дали на свој вебсайт или на било каква платформа. И доволно, ако некој сака нешто да види, бидејќи знам дека тие платформи се интелигентни, ги прават со таков бекграунд да тие го памтат интересот на тој што посетува, веројатно е доволно тој што го интересира да го најде тоа што го мислам и што сум сакал да го кажам. Веќе станува напорно да се биде на телевизија. Колку време ви одзема Facebook или другите интернет мрежи? Колку време сте пред компјутер во текот на денот? Јас сум пред компјутер многу повеќе отколку што сум на Facebook, затоа што работам и други работи на компјутер. Тоа е компјутерот не го гледам како нешто што е технолошко достигнување на човештвото и надвор од нас. Компјутерот го создаде човекот, а не односно човекот го создаде компјутерот, а не компјутерот човекот. Значи практично се што гледаме околу нас, камерите, телевизијата, дури и Space Shuttle е создадено од човекот. Значи тој излегува од нас и може да биде само наша алатка за ние да се оствариме или подигнеме на повисоко ниво, интелигентно или интелектуално, и го користам во таа насока. Така што дел од таа работа ми е како мали паузи на Facebook да видам што се случува. Не би рекла дека сте зависен од тоа. Не, најмалку. Бидејќи во првите денови кога некој ќе стане член, обично неговите пријатели го прашуваат, се навлече? Тоа одамна беше. Може би повеќе од години, не знам точно од кога влегов на платформата. Меѓутоа ме придоби во однос на другите платформи затоа што е многу брза, интерактивна, можеш да видиш кој е присутен онлайн, можеш со него да размениш мислење, можеш да се ставиш текст. Јас го користам малку поразлично од другите. Си ги ставам моите текстови што ги објавувам и таму и после има луѓе коментираат, па можам да соберам и нивно мислење. Дури за оваа емисија направив едно истражување. Имаше многу брз фидбек, односно брз одговор назад, 5-60 луѓе се искоментира што мислат, како мислат, така што е добра една брза комуникација, која што има поделени мислења. Некои мислат дека може да се навлечеш, некои мислат дека го симнува на човечкото од нас. Некои мислат дека е подобро да идеш на вистина на кафе. Има различни мислења и мислам дека таа лепеза е добра, чисто човек да има во предвид како размислуваат другите. Меѓутоа, ако ја немав таа платформа, немаше да знам што мислат другите. Сега се случува еден обратен процес. Сретнувам луѓе на улица кои што ми викаат, ние сме пријатели на Facebook, и тоа ми отвара можност оваа отуѓеност која што ја има во нашето општество, кое што исто овака социолошки феномен и ако сакате проблем, таа е една отуѓеност и една бариера меѓу луѓето кои што се затворени во својот свет да се надмине за да запознаеме нови луѓе. И ако имаш позитивна намера, можеш едноставно од тоа да изградиш и нешто повеќе. Професоре, пред малку спомнавте дека вие припаѓате на една друга генерација. Многумина кои што се горе-доле вашата генерација ќе ми кажа дека не се многу заинтересирани да социализираат преку ваков тип на интернет мрежи. Мислите ли дека станува збор за техничка инфериорност на, условно кажано, постарата генерација кон онаја така наречена нет генерација? Не мислам. Не се плашат. Јас, например, знам да свирам 3 инструменти. Побарајте вие некој од помладиве луѓе што знае да свири 3 инструменти, туку користат ритам, машини, отиде работата напред. Мислам, јас не се бунтувам против тоа, не се чувствувам технички инфериорен. Јас сакам нешто друго да ви кажам. Мене, например, тоа едноставно не ми лежи затоа што веќе, како да ја кажам, ми недостига една компонента. Вака да речеме. Јас добив во мојата електронска пошта не знам колку честитки за нова година. Сите тие постојат на мојот екран. Се не кажувам ништо ново, сите знаете тоа. Многу ми пречи недостиг на тактилното. И сега може да се смеете, има и вицеви за таа работа. На екранот допирам сакам да ја допрам срмата од оние честитки што сум ги добивал како адолесцент, да речеме, од девојка која ми се допаѓала. На елката има срма. Мене ми недостига тактилното, ова е само визуелно. Сега, ми недостига, да речеме, и мирисот. Намерно девојчињата од тоа време пуштаа по една капка парфем на честитката, да речем. Тие работи се изгубија, тоа се звучи како романтизам. Јас го користам ова модерно време, ги користам тие алатки, Facebook не користам, но се друго користам. Но ми пречи тоа што го нема. Не знам дали ме разбирате, како дел од мене да не е таму. И многу пати дискутирам и со... Тоа е како опијат, тоа ве влече. Јас, например, сеќам кога купив прв компјутер кој купив, на обичен текст, значи пишуваш обичен текст,
Не може да ме симнат од тоа, како што не може од гитара да ме симнат на времето. Секој време си носи своји медиуми, си носи своји продолженија на сетилата, ме разбирате? Грамофони се заменија со плеери, и нужно стануваме робови на тоа. Но она што овде мене малку ме загрижува, значи не сум против, алал да име на децата што го користат, јас набргу мислам и јас ќе почнам сигурно. Ме заинтересира едноставно и ќе видам ше. Користам се што може од електронски комуникации што знам, но она што ме загрижува е дека на некој начин многу време троши тоа. Тоа е страшно. Тоа е и со сите други, мислам, типови на визуелна комуникација. Едноставно како опијатие, мора да знаете кога ви е доволно и да прекинете. Мислите ли дека станува збори за делумно нарушување на приватноста, како големиот брат цело време ве следи што правите во секој момент? Со тоа што разликата е дека вие тука, нели, сами и доброволно си ги откривате ми го зедовте интимните тоа е моменти. сепак, ако мене ме прашувате, морам сега да бидам искрен, телевизијата е поопасна од тоа. Затоа што овдека вие сте тој кој што се согласувате на таа игра и откривате. Телевизијата... Да, јас... Мишел Фуко пишуваше за тоа, позајми една метафора од филозофот Джереми Бентам, дека телевизијата е паноптика. Што е паноптикум? Тоа е една зграда од која можете да ги следите сите, да ги наблюдувате сите, затоа што од таа зграда ја емитувате својата програма, сите се изолирани во своите кели и тие гледаат без да бидат свесни дека се надгледувани. Овде се свесни. И мислам дека доброволно влегуваат во тоа и тоа е она што мене ме храбри. Мене ми е тоа симпатично. Тоа што ја не го правам, воопшто нека не ги вознемирува, посебно тие мои пријатели за кои сега ме заинтересиравте да видам како тоа изгледа. Мислите ли дека луѓето не се можеби доволно храбри во реалниот живот да го кажат тоа што го мислат, особено во времиња како сега им е полесно тоа да го напишат или да го изразат со знаци и символи? Настанува едно оддалечување од живиот контакт. Настанува една дереализација кај помладите генерации, тоа го забележувам и тоа не ми е јасно зошто се случува. Едноставно како да се плашат и од жив контакт и полесно им е да го направат тоа на тој начин. Па внимавајте, се изразуваат љубов, момче и девојче, ми раскажуваше еден пријател, преку Skype во први влез и во трети влез. Тоа очигледно покажува, воздушната линија е 5 метра. Пред втори влез. Да речем. Тоа очигледно покажува дека нешто не е како да кажем, дека има некоја кочница по однос на реалност. Не е тоа веројатно ги доведовме до степен да не знаат, им ја одзедовме храброст само до вербата, а овие опијати што јас ги викам електронски, доаѓаат како еден вид илјач. Сакале ние тоа да го признаеме или не? Добро, на оваа линија тука некаде е Игор Ивковиќ со неговиот прилог. Тој вели јавните дебати ги заменивме со знаци и символи и конечно избегавме од реалност. Еве ги аргументите на Игор и на неговите соговорници.